Браќата Бошко и Милко Ѓуровски, Шестич, Боровница, Шекуларац, Караси, дел од ветераните на Црвена звезда, нивната посета во Македонија денес ја продолжија во населеното место Жилче, родното село на Ѓуровски. Таму бе убаво пречекани од жителите на селото, но и фанови на црвено-белите од регионот. Се фотографираа, бара автограми на специјално место за тоа во албум за клубот. Тетовските навивачи на Црвена звезда имаа посебно дружење со овие ју фудбалски звезди. Ако звезда е живот, се друго е ситница, што е за вас оваа средба? Па нешто на кое ќе се сеќавам со голема радост. Ние бевме у Брвенца исто да ги поздравиме пред некој ден, но горд сум, едноставно радосен и ќе раскажувам за ова со голем кејф, што би се рекло. Звезда ја следи многу одамна и за сите тие години многу ретко ми се дала прилика да бидем во друштво со вака повеќе од нив и тоа и од повеќе генерации на звезда, фудбалери со кои многу сум се радувал, нормално и тагувал кога биле приликите такви и секако дека ми е голема чест што можев да поздравам во оваа прилика вакви, да кажем, имиња што длабок трак оставија во звезда. Љубовта се пренесува и на вашите помлади генерации? Секако, нормално дека и следствено и природно да синот мој Петар му ја пренесем на нему, му ја пренесем љубовта кон звезда и иако сега се условите и времењата сменети, но сепак нешто такво треба да остане. Петар, какво е чувството и оно што никогаш тој татко имал можност да ти го кажува, сега за некого сега тој некој го гледаш лично, се фотографираш со него, автограми собиравте? Па, можам да кажем дека чудно беше дека ги немам гледано додека играат, но тоа што ми го кажува татко ми, па супер ми беше, се чувствував одлично. По средбата со своите фанови, поранешните фудбалери беа нагостени во црковната трпезарија во Жилче. Има можност да ја вкусат убавата традиционална македонска храна. Бошко Ѓуровски вели секогаш му навираат посебни емоции кога е во својот роден крај. Бевме во Штип, тоа беше главна церемонија во Штип, отварање на спомен плоча или спомен обележа Драгослав Шекуларац, најдобриот фудбалски виртуоз на стара Југославија. И денеска, како што гледате, сите ветерани на Црвена, сите легенди на Црвена звезда дојдоа во село Жилче да ја видат оваа црква, оваа убавина. Имаме среќа, убаво е времето, така да сега се уживаат во јадењето. Во ист момент сакам да се заблагодарам на луѓето од село Жилче кои организира овој ручек со пиперки, со тавче, гравче. Сите се легенди на Црвена звезда и пријатели наши воодушевени со нашето јадење. Да им покажеме дека сме многу добри домаќини и дека многу добра храна правиме. Вчера игравме и надпревар со ветераните на Брегалница во Штип. Се беше на врвен ниво. Мислам дека сите уживаа овие 4 дена да бидат заедно. Се разбира дека е голема чест дури за живот да ти направат, дека не кажем бист, него едно спомен обележје и мислам дека е Шекуларац пресреќен. Се разбира дека без помошта на Жарко Колоđerović, кој доби благодарница од село Жилче за помош во грабата на црквениот дом, он беше главен покровител и на овој пат. Човекот е србин од Бока Которска, многу ја сака Црвена звезда, посебно Шекуларац. Сега не живееше долго во Србија, беше во Америка и во Нигерија, меѓутоа сега по стари денови сега се врати, си направи куќа си направи на Опленац, каде што се фамилијата и
Обреновиќ и Караđорđević, така да се работи за еден изворен човек и кога дојде во црква денеска, беше прошлиот пат овде, он едноставно ја сака православната вера и помогнува на многу луѓе. Ете, ние сме срекни што можеме да имаме еден човек и во село Жилче и во Црвена звезда кој ни помага и кој го сака народот. Како вие се чувствувате секој пат кога ќе дојдете во родниот крај? Па сигурно посебно чувство. Јас со Милко до 15 година бев живеев овде и секогаш кога доаѓам, кога ќе пројдем после Групчин, нели, на рампата кога ќе видим Шарпанина, емоциите проработуваат. Повод за нивната посета на Македонија е поставување на спомен обележје за Драгослав Шекуларац во неговиот роден Штип. 2 часа по откривањето на споменикот вчера во Штип се случуваше фудбалски спектакл. Ветераните на Црвена звезда, матичниот клуб на Шекуларац и ветераните на штипскиот екс-прволигаш Прегалница одиграа ревијален надпревар на градскиот стадион во Штип. Шекуларац, звездина звезда. Какво е чувството сега? Зборувавте претходно за голема возбуда пред да се открие на ваше спомен обележје во родното место Штип. Како е сега кога веќе се откри? Како се чувствувате? Па јас сум презадоволен. Тиме мој велики пријател Јас сум презадоволен од сето ова. Мојот пријател Жарко Калуѓеровиќ сакаше да ми направи спомен обележје. Поврзан сум со Штип затоа што како дете многу години сум поминал таму и мислам дека Штип ми помогнал да станам фудбалер. И еве уште еднаш им се заблагодарувам на сите мои другари, на Звезда и на Жарко, што отидовме таму и поминавме фантастични 2 дена. Друговима и Звезда и Жарку Калуѓеровиќу, што смо отишли тамо и провели 2 дана феноменално. Па друго, ја и дан данас волим. И ден денес го сакам Штип. Имав прекрасна баба која таму ме чуваше. Единствено малку неубава ситуација е што Прегалница испадна од лига, но и посакувам да и се врати и повторно да дојдам на некој надпревар и да го видам Штип. Из лиге, така да им желим повратак и да поново доđem на неку утакмицу и да видим Штип. Puno zahvalnosti Bošku Đurovskome, Milku Đurovskome i kompletnom selu Žulče, jel? Puno zahvalnosti, ništa više sa tim. Sve sam obuhvatio, celo selo sam obuhvatio i s punim srcem zahvalnosti veliki našim drugarima. Драгослав Шекуларац кариерата ја започнал во 1955 година во Црвена звезда, каде играл се до 1966 година. Потоа до 1976 играл во странство со исклучок на 1968 и последната 1976 година. 10 години бил дел и од југословенската репрезентација. Тренерската кариера ја започнал од 1984 година. Jeli, Delije, kako ide ono? Super! Još jedna pobjeda i titula, i opet ti si zema postala, svuda smo te pratili i reda vodili,